Насловна страна на денешниот дневник. Треба да се надминат стравот и страмот, за да се надминат и социјалните проблеми. На Охридска софра Адриана Лачки ке готви, градоначалникот Бакрачевски ке ја асистира. Информатичкиот факултет во Охрид атрактивен за младите луѓе од сите краеви на светот. Завршен концерт на првиот летен фестивал за пијано во Охрид. Тет-а-тет средбата на Путин и Порошенко без резултати. За најавените настани ќе ве информираме откако ќе ја погледнеме временската прогноза. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денеска во Охрид имавме сончево и топло време со максимална дневна температура од 30 степени Целзиусови. Дуваше умерен ветер од западен правец, УВ индексот со вредност 7. Утре во поголем дел од Европа ќе биде претежно сончево со локална облачност. Нестабилно со врнежи од дожд ќе биде во Франција, Бенелукс, Велика Британија и во североисточна Европа. Дневните температури во главните европски градови ќе се движат од 16 степени во Киев до 36 степени во Атина. На Балканот утре ќе биде претежно сончево и ветровито, засилен ветер ќе дува во Јадранско, Јонско и Егејско море. Дневните температури ќе се движат од 21 до 35 степени. Во Македонија утре ќе биде претежно сончево и ветровито, ќе дува засилен северен и северозападен ветер, а во западните предели ќе дува засилен североисточен ветер. Ветерот понекаде ќе достигне брзина и до 30 км на час. Утринските температури од 11 до 21 степена, максималните дневни ќе достигнат до 23, односно до 34 степени. Во Скопје утре ќе биде претежно сончево и ветровито. Утринската температура од 18 степени, максималната дневна ќе достигне до 31 степен. Во Охрид утре ќе имаме претежно сончево и ветровито време. Ќе дува засилен североисточен ветер. Утринската температура од 15 степени, максималната дневна ќе достигне до 28 степен. За следните неколку дена метеоролозите најавуваат претежно сончево време, но со услови за врнежи од дожд, мал пад на дневната температура до 27 степени во петок, а за време на викендот максимална температура на воздухот до 29 степен. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Бако. Парк Голден Бич. Спој на природната убавина и модерниот дизајн. Допир на луксус во доминантно бела боја покрај езерското синило. Прекрасна атмосфера, коктел, бар, базен со джакузи, слободен влез. Туристичкиот комплекс Парк врши продажба на апартмани од 1750 евра за метар квадратен. Почувствувај го сонцето на златната плажа. Вкус кој не се заборава. Мама рече здраво, а јас имам вкусно. И ова, и се е многу вкусно. И салатки, алашни коцки, брусница, аевчина, разници, кикики и многу сладки нешта. Бако.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. За социјалните проблеми не треба да се молчи, туку отворено да се разговара за нив. Треба да се надмине стравот од стигматизација и да се побара помош, сметаат мештаните на туристичката населба Пештани. Продолжува проектот на Министерството за труд и социјална политика Отворени социјални денови во руралните средини во периодот од септември до ноември годинава. Директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Екрем Калјоши во посета на туристичката населба Пештани за да ги слушне проблемите на луѓето кои се по социјален ризик. Одзивот на мештаните беше слаб, но сепак и оние малку присутни го поздравија владиниот проект Отворени социјални денови во руралните средини и го изнесоа нивното мислење во врска со средбите од ваков карактер. Тие барат поголема вклученост на институциите не само на центарот, туку и на локалната самоуправа на Охрид. Имам болно дете од аутизам и задоволна сум од услугите од Центарот од социјална помош, ама сепак мислам дека треба уште малце поголема помош и да се обрати пажна за децава и парично и нешто да се отвори некој центар за тие деца да се сместат негде барем неколку сати во денот. И јас имам две лица со посебни потреби од аутизам. И разговаравме во основа за примањата што ги добиваме, што сме задоволни од примањата, од редовното примање, мада може да бидат поголеми, веќе ни требаат за лечење. Сакам да укажам на тоа дека пред едно време бевме примени и од првата дама на Република Македонија, на Маја Иванова, во резиденцијата во Билјана. Многу сме задоволни од топлината на пречекот, на обеќаната заштита и еве како што гледам почнува да се реализира, веќе како што слушаме во Охрид ќе се отвори дневен центар за лицата со посебни потреби, кој ќе биде на некој начин под капа на државата заедно со локалната самоуправа. Пештани денес, иако е модерна населба со 1360 жители, не е имуна на некои социјално ранливи категории, нагласува председател на местната заедница Драган Тренески. Процентално е тоа може некаде до 7%. Точната бројка се уште како млада местна заедница не е дефинирана, но сепак за сите се води грижа во поглед на сите проблеми што се од социјален карактер да бидат во рамките на местна заедница решени. Ние сме задоволни од соработката со Центарот за социјални грижи, но како и секоја друга соработка, така ова може да биде подобрена во контекст на поголема транспарентност, поголема близина, поголем интензитет на самите состаноци, едукативни предавања и слично. Тренески ја поздравува иницијативата на Центарот за социјална работа во спроведување на владиниот проект и смета дека пред секој проблем не треба да се молчи, туку треба отворено да се разговара со цел да се надмине истиот. Директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Екрем Калјоши вели дека наредните 3 месеци на информативните средби за правата и услугите од социјална заштита, како и давање информации за услугите кои се обезбедуваат од други институции за остварување на социјалните права, ќе има и нови содржини. При овие посети ќе вршиме и информација, ќе ги информираме граѓаниве во врска со активностиве за згрижувачки семејства во рамките на проектот На секој дете му е потребно семејство, каде што ќе вршиме промоција на системот на згрижувачко семејство. Калјоши потенцира дека од досегашното искуство при реализација на средби од ваков карактер, еден од проблемите со кои се соочуваат мештаните е превозот и неможноста да доаѓаат во центарот. Затоа во делот од нивните активности предвиделе да се доближат до странките, така што нивното барање за остварување на некое право ќе го направат на лице место. Во проектот Отворени социјални денови во руралните средини во тимот на Центарот за социјална работа вклучено и стручно лице од локалната самоуправа. Во овој проект вклучени се сите населени места во општина Охрид и Дебарца. Во сабота сите на Охридска софра во Скребатно. Покрај ѓомлезе ќе може да се вкусат и други охридски специјалитети. И екипата на Вкусот на традицијата, емисијата посветена на традиционалните јадења, заедно со нејзиниот водител Адријана Алачки, ќе се дел од овогодинешната манифестација.
Вкусот на традицијата на охридска софра во Скреботно. Екипата на емисијата посветена на традиционалните јадења заедно со нејзиниот водител Адријана Лачки ке се дел од овогодинешната манифестација Охридска софра. Што е уште поинтересно, на Лачки во готвењето на еден познат охридски специјалитет ки асистира градоначалникот Никола Бакрачевски. Ова е една од новините кои годинава организаторот ги внесе со цел што повеќе да се испромовираат охридските специјалитети пред гостите. Главната иницијатива и идеја потекна од соработката со организаторите на оваа емисија и лани ние заедно со господјата Лачки во Охрид организиравме во меѓусебна соработка беа снимени 4 емисии во кои што се покажуваше приготвување на охридски традиционални специјалитети, така да на еден начин ова прераснува во еден вид на традиција. На манифестацијата Охридска софра главниот примат традиционално ќе го има ѓомлезето. Се е подготвено за надпреварувачкиот дел кој треба да започне во сабота во 9 часот и да трае до 12 часот. Во однос на организацијскиот дел, значи она што и претходно го најавивме во целост ќе се реализира. Имаме 25 пријавени жени кои што ќе приготвуваат или учесници кои што ќе го приготвуваат ѓомлезето во официјалниот дел односно надпреварувачкиот дел. Исто така ќе имаме презентации и промоции на други типови на традиционална охридска храна, при што вклучени ќе бидат и факултетот за туризам и гостителство, кои што преку нивните студенти ќе извршат подготовка и промоција на традиционални јадења во Охрид. Ќе имаме промоции на охридско сирење, охридски раноградинарски производи, охридско овошје. И годинава за најубавото ѓомлезе следува награда од 10.000 денари. Второ пласираното ќе добие 6.000 денари, а трето награденото 4.000. За сите заинтересирани ќе има бесплатен превоз од 9 до 10 часот кој ќе поаѓа од сред селото на Лескоец, а враќањето е по завршувањето на манифестацијата. Поканети се многу високи личности како амбасадори, дипломати, а сите хотели и агенции во Охрид имаат промотивен материјал како би ги информирале заинтересираните за Охридската софра 2014-та. За забавниот дел ќе се погрижи етногрупата Чалгија Саунд Систем. Дебарско-Кичевската епархија ги повикува сите своји верници на заедничко прославување на празникот Голема Богородица. Утре во црквата Света Богородица Каменско во Охрид ќе се служи света архиерејска литургија по повод празникот Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица, со почеток во 8 часот и 45 минути, на која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. Богослужба ќе има само во црквата Богородица Каменско. Интернационалните студенти се побројни на Универзитетот Свети Апостол Павле. Тежнеат кон што подобра интеграција и поголема социјализација со охриѓани, но имаат и бизнис планови врзани за Македонија. Добрите искуства на претходните генерации, промотивните активности и атрактивните студиски програми се причините зошто бројката на интернационални студенти постојано расте. Емануел Дукер е заљубен во Охрид и во Македонија. Тој е еден од се побројните интернационални студенти на Универзитетот Свети Апостол Павле од Охрид. Неговиот пат до Охрид тргнува сосема случајно. Сурфајки на интернет, отвора еден напис за студентска стипендија. Љубопитно го отвора написот и открива дека станува збор за студентска стипендија во Македонија. За нашата земја вели дека прочитал во Библијата и заинтересиран посакал да дојде и одблиску да ја запознае. Годинава ја започнува својата 4-та студентска година на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. Не само што се чувствува удобно во Охрид, тој научил и помалку да зборува македонски. Емануел вели дека во изминативе години пред неговите очи видел како луѓе, студенти од целиот свет создаваат една студентска заедница од буквално сите континенти. The university is growing and we Универзитетот расте и ние како интернационални студенти прифативме и сме прифатени да се социјализираме со македонците, да учиме од Македонија, па и македонците да учат од нас. Ние сме подготвени да се интегрираме со македонците и се радуваме што ќе можеме да воспоставиме и бизнис, да воспоставиме контакти во Македонија. Например, јас имам намера да си основам своја организација, но и бизнис, да инвестирам во оваа земја и се надевам дека ќе смислиме добри идеи по завршувањето на факултетот.
Горан Шибаковски, асистент на универзитетот, вели дека Свети апостол Павле за кратко време успел да прерасне во една интернационална мултикултурна средина. Оваа година ќе имаме и петтата генерација странски студенти на универзитетот кои што доаѓаат од повеќе земји и сметам дека секоја година тој интерес расте, така да во споредба со минатата година имаме зголемување за околу 40% споредено со студентите кои што доаѓаат од странските земји. Пред се интересот се должи на тоа што најдобрата реклама е токму тоа што претходните генерации кажуваат за генерациите кои што доаѓаат. Соодветно и Министерството за образование ги промовира нашите студиски програми. Интересот за нив секоја година е се поголем. Оваа година за прв пат исто така ќе имаме странски студенти кои што доаѓаат од земјите на Латинска Америка. Инаку на Универзитетот за информатички науки и технологии веќе има 2 генерации на интернационални студенти кои веќе дипломирале. Бројни се нациите од скоро сите континенти кои се застапени на универзитетот, а меѓу другите ги вклучуваат Перу, Коста Рика, Ел Салвадор, Мексико, Монголија, Гана, Камерун, Кина, Шри-Ланка, Турција и уште многу други. Се ситнат деновите до почетокот на новата учебна година. Децата, пред се првачињата, се возбудени, но нивните родители загрижени. Тие од својот буџет ќе треба да издвојат околу 3000 денари за да го опремат своето прваче со школски прибор и со ранец. Започнуваат главоболките кои се вообичаени пред почетокот на секоја учебна година. Се ситна деновите до 1 септември. Децата пред се првачињата се возбудени, но нивните родители се загрижени. Тие од својот буџет ќе треба да издвојат околу 3000 денари за да го опремат своето прваче со школски прибор и со ранец. Само за илустрација, тетратките од мал формат чинат од 15 до 35 денари, тетратките од А4 формат чинат од 30 до 60 денари, дрвените боици во зависност од квалитетот и производителот чинат од 90 до 140 денари, фломастерите се од 70 до 200 денари, моливите и пенкалата може да се купат по цена од 10 до 20 денари. Тука секако треба да се издвојат пари за ножички, блок, тафет папир, пластелин и друго. Доколку на вашето прваче сакате да му купите квалитетен ранец, тоа ќе ве чини од 1400 па до 2400 денари. И самите родители веќе почнаа да одбираат поквалитетен прибор, како во смисла на тетратките, значи така и за боиците и фломастерите, и школските ранци кои веќе гледаме искуствено кај нашите постојани купувачи кои што се, значи купуваат на секој 2 или 3 години ранци, сепак поскапо ќе го платат, меѓутоа трае подолго. Саков кажува дека првачињата и вторачињата вообичаено со прибор се снабдуваат по започувањето на школската година, додека останатите ученици веќе се подготвиле за на училиште. Интересот е задоволителен на самиот почеток на школската година, иако почне многу порано, значи родителите се интересираат уште во текот на јули месец, така да задоволни сме. Во книжарниците се уште ги нема оние вообичаени гужви. Најгусто ќе биде наредната недела. Книжарниците се добро снабдени, па нема потреба од нервоза и турканици, велат вработените. На првачињата и останатите ученици им посакуваат успешен почеток и убава учебна година. Завршен концерт на клавирското лето во Охрид. Оваа летна музичка академија на охриѓани им понуди можност да чујат некои од најдобрите пијанисти во светот. Во изминативе 10 дена тие одржаа мноштво концерти, предавања, но и пијано маратон со кој остварија непосреден контакт со охридската публика. Завршен концерт на летната пијано академија и фестивал Пијано Самер Охрид вечерва во црквата Света Софија. Фантастични концерти во 10-дневната богата програма на младите и талентирани музичари. Делата на Шопен, Бах, Бетовен се само дел од сето она што учесниците на оваа летна академија го одсвирија, имајќи ја при тоа можноста и да учат од големиот и реномиран минхенски професор Клаус Шилде, под чие водство и се реализираше академијата. Ich habe sehr bedeutende Talente.
Јас овде открив многу значајни таленти. Забележав како младите луѓе реагираат на тоа што им го кажувам. Кога им кажував на одредено место да свират погласно само со левата рака, не го сваќаа тоа буквално, дека левата рака мора да биде само погласна, туку ја сватија смислата на тоа што го велам. И музичкиот интензитет кој се наоѓа во левата рака е многу важен за музичкото дело. Морам да кажам дека во мојата долгорочна педагошка кариера никогаш не сум ги терал своите студенти да свират како што јас сум сакал, туку секогаш се обидував да чујам што сака младата личност да изрази со своето свирење и дали тоа го достигнува доволно добро. Уметничкиот директор на Пијано Самар Охрид, Зоран Имшировиќ, вели дека се надева дека нивната интензивна работа на ова премиерно издание на фестивалот поставила еден добар патоказ за сите наредни изданија на истиот. Наши учесници су веома задоволни с курсем. Нашите учесници се многу задоволни од курсот и ние се надеваме дека ги исполнивме првобитните очекувања, како што веќе на почетокот кажавме, овој проект има карактер на пилот проект, но нашата амбиција е ова со помош и повеќе финансиски средства и поголема поддршка од Република Македонија и секако сите потенцијални спонзори, идната година да направиме еден уште поголем и подобар фестивал од овој сега. Инаку, фестивалот и летна академија Пијано Самар Охрид во изминатите дена ја понуди автентичната и богата програма во чии рамки настапија некои од најпознатите пијанисти во светот. Концертите на Мико Нишимото Нојберт, Масако Сакај, Дмитри Романов, како и неприкосновениот професор Клаус Шилде од своето прво издание воспоставија високи музички стандарди и концерти за почит. Председателот на Собранието Трајко Велјановски денеска јавно ги опомени пратениците кои го предизвика и учествуваа во вчерашниот инцидент на седницата на Комисијата за финансирање и буџет. Тој изјави дека како пратеник и председател на Собранието и пред се како човек не може да го прифати насилството како начин за решавање на политички или програмски расправи. Денешната собраниска седница, на која што како прва точка беше поставено утврдувањето на нацрт амандманите од Уставот, започна со намален кворум. На седницата не присуствуваат пратениците на ДПА, кои по инцидентот со пратениците од ДУИ соопштија дека се повлекуваат од работата на Собранието. Од 123 пратеници, парламентот во моментов го бойкотираат вкупно 37 пратеници, од кои 31 се од СДСМ и опозицијата, 6 се од ДПА и 1 е од НДП. Тужбата на Српската православна црква нема никакво значење за Македонската православна црква и нема никаква важност во Македонија. Ова денеска го изјави митрополитот Дебарско-Кичевски и портпарол на Македонската православна црква владиката Тимотеј во врска со соопштението на СПЦ дека ќе поведе црковно-судска постапка против поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. Тимотеј нагласи дека Македонската православна црква во 1959 година ја доби својата самостојност и се издвои од Српската црква. И со тоа, сите одлуки на СПЦ немаат никаква важност во земјава. Во продолжение проследете ги вестите од светот. Рускиот и украинскиот председател одржаа директни разговори за кризата во источна Украина, но се чини дека нема напредок по средбата. Владимир Путин и Петро Порошенко одржаат двочасовни тет-а-тет разговори во Минск веднаш по деталните преговори со официјалните представници на Европската Унија и председателите на Белорусија и Казахстан. Порошенко изјави дека сите страни го поддржале мировниот предлог на Киев за прекин на борбите меѓу украинските сили и проруските сепаратисти и дека патокозот ќе биде подготвен што е можно поскоро. Путин пак изјави дека Русија ќе стори се за да го поддржи овој мировен процес доколку тој започне, но дека работата на Киев е да создаде услови за прекин на огнот со бунтовниците. Украина и Западот ја обвинуваат Русија дека ги поддржува сепаратистите и ги снабдува со оружје. Москва ова тврдење го негира. Израел и палестинските милитанти во појасот Газа го прифатија отворениот прекин на огнот во насока на рестартирање на преговорите за ставање крај на 7-неделниот конфликт. Примирието беше посредувано од Египет и започна вчера попладне. Израел сака да се тргне блокадата на Газа за да се овозможи хуманитарна помош и градежни материјали да влезат на територијата контролирана од Хамас. Индиректните разговори за други прашања, вклучувајќи побарувачката на Хамас да се стави крај на израелската блокада на Газа и повикот на Израел за разоружување на Хамас ќе започнат во Каиро во рок од 1 месец.
Перуанската полиција денеска соопшти дека запленила 3,3 тони кокаин. Дрогата била сокриена во предградие на пристаништето Трухилјо во пратка со јаглен, наменет за Белгија и Шпанија. Во операцијата уапсени се 2 мексиканци и 5 перуанци кои го шверцувале кокаинот за мексикански картел. Операцијата била спроведена во соработка со Американската управа за борба против наркотици и представува најголема заплена на дрога годинава. Американскиот новинар кој речиси 2 години беше во заложништво во Сирија се врати во Соединетите Американски држави 2 дена откако Катар издействува негово ослободување. 45-годишниот Питер Тео Куртис на бостонскиот аеродром бил пречекан од неговата мајка. Тој посебно се заблагодарил на катарската влада која работела на неговото ослободување. Куртис беше заробен во октомври 2012 од страна на група поврзана со Ал-Каеда, Ал-Нусра фронт. Илјадници луѓе се собраа во главниот град на Турција за да формираат портрет на првиот претседател и таткото на модерна Турција Мустафа Кемал Ататурк. Луѓето постари од 13 години биле повикани да носат црно и да се приклучат на подвигот кој се случуваше пред мавзолеот на Ататурк во Анкара. Со овој несекојдневен настан беше одбележан 26 август, националниот празник Денот на победата, а 6000 учесници се надеваат дека нивниот жив портрет ќе биде признат како нов Гинисов светски рекорд. Ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Останете со нашата програма и имајте пријатно попладне.